Српскиот премиер Александар Вучич денеска пристигна во Сараево да присуствува на првата заедничка седница на владите на Србија и Босна и Херцеговина. На седницата пред се ќе се разговара за соработката во пронаоѓањето на исчезнати лица за време на војната во Босна од 1992 до 1995 година, во која загинаа околу 100.000 луѓе. Безбедносните мерки се зголемени пред средбата. Вучич при посетата на Сребреница во јули беше пречекан од толпа која кон него фрлаше шишиња и камења, откако тој одби масакрот во градот во 1995 година да го нарече геноцид. По заедничката седница Вучич повторно ќе ја посети Сребреница, каде ќе присуствува на регионална конференција. Србија и Хрватска започнаа транзит на мигранти преку директна железничка линија од едната до другата земја, со цел да се елиминираат тесните грла кои би ги принудиле мигрантите да чекаат со часови на ладното време. Првиот воз со околу 1000 мигранти кој тргна од српскиот град Шид пристигна вчера во хрватскиот град Славонски Брод, каде властите поставија транзит центар. Српскиот министер за труд и социјална политика Александар Вулин изјави дека 4 до 5 воза секојдневно ќе пренесуваат мигранти до Хрватска. Од Славонски Брод мигрантите ќе бидат транспортирани до Словенија. Жителите на градот Уралск во западен Казахстан положија цвеќиња, свеќи и играчки пред рускиот конзулат во чест на жртвите од авионската несреќа која се случи на 31 октомври. Сите 224 патници и членови на екипажот, од кои повеќето руси, загинаа кога авионот се урна на египетскиот полуостров Синај. Низ повеќето соседни земји околу Русија, жителите денновиве искажуваат сочувство со жртвите и семејствата на загинатите.